Ќе бидам многу краток и нема да одговорам конкретно на прашањето. Скандалозен однос на Бојан Лазаревски кон новинарите, а со тоа и кон јавноста. Директорот на Агенцијата за филм не сака да одговара на прашањата и да коментира за бројните скандали кои ја следат институцијата со која раководи. Ни за филмски работници подолго време алармираа дека во Агенцијата за филм владее вистински хаос, но првиот човек денеска не сакаше да зборува за, како што рече, убави работи, а тоа било промоција на новиот документарен филм Патување пеш на режисерката Тамара Котевска. Ова е дело кое говори за нашата затвореност и нетранспарентност. Ќе го гледаме во Њујорк и после во нашата држава. Овие се тие нетранспарентни и нелегитимни дела. Лазаревски не одговори на обвинувањата на режисерот Милчо Манчевски дека агенцијата е претворена во дувло на криминал и неспособност, ниту пак алармот од режисерот Јани Бојаджи дека се финансираат проекти само на уметници подобни за власта. Незаконското работење во Агенцијата за филм го потврди Државниот завод за ревизија, затоа што ги пријавив за корупција, за незаконско работење, тие почнаа да ми се одмаздуваат. И тоа се претвори во комплетен политички прогон, затоа што власта застана зад овој прогон и зад ова незаконско работење. Затоа што заради ова заробена институција, која сосема сега е јасно, системски ме стигматизира не само мене, туку и моите студенти, со крајна цел да уништи мојата, но за жал и иднината на млади луѓе. Јас им кажам, треба да престанат да бидат джелати на македонската иднина. Македонската кинематографија има иднина и тоа се младите луѓе. Повеќе државни институции и невладини организации веќе предупредија дека во Агенцијата за филм има низа нерегуларности. Апсурдот е уште поголем, директорот на Агенцијата за филм е назначен на функција иако нема никаква врска со филм, а доаѓа со претходно искуство од банкарскиот сектор.